радвам дека се слушаме. Чест и огромно задоволство ми беше кога пишував рецензија за еден ваков ракопис. Потребно е да го разгледате и да го прочитате. Првиот печатот, визуелниот, ве потикнува внатрешно да видите што пишува под секоја боја, под секој лик и под секој елемент. И оно што е многу интересно, кога ќе земете публикацијата во раце, што нема да се задржи вашето внимание и погледот само на една слика, туку ќе го привлече вашето внимание на писмото со кое е напишано. На едната страна кирилично, на другата латинично. На едната страна еден јазик, на другата страна друг јазик, а едниот и другиот се разбираат. И она, што на почетокот го кажа во моментот во обраќањето господја Сонја, дека го славиме Гоце Делчев, нашиот учител како културен и неговата основна мисла, оваа сликовница е токму тоа. Не често имаме можност тоа да го правиме. Да гледаме какво нешто, да имаме во нашите раце од една страна, а од друга страна не дека не знаеме дека постои, туку толку близко да е до нас, а сепак и со нас. Анализирајќи го целиот ракопис околу неговиот состав, дозволете ми моите видувања да ги споделам со вас. Оваа сликовница, кога ќе пораснам и јас сакам да видам како Карло, е всушност оригинално авторско дело, наменето е за деца од предучилишна и рано училишна возраст. Во концепцијска смисла, ако го анализирате, кореспондира со содржините од наставната програма по мајчин јазик за првиот развоен период, а тоа е од прво до трето одделение, значи во основното училиште, и се одликува со интеркултурен дизајн првенствено поради двојазичноста, како што веќе спомнав на текстот, и преку некои други елементи кои можеби на прв поглед нема да ви бидат впечатливи, меѓутоа обрнете внимание на искрено да ви кажам на идејата на актери. Во двата основни сегмента, илустрациите на авторката Сара Петров и текстот на авторката Десанка Николова, се негува интегриран пристап, сликата и зборот, синхронизирано го водат читателот во светот на меѓусебно почитување, прифаќање и разбирање. Не само што придонесува кон јазична писменост, туку истовремено е препознатлив и по компонентата на интеграцијата со природата, што го прави овој ракопис функционален и близко до содржините од другите наставни предмети, предвидени со наставниот план и програма за 9-годишното основно образование, и му дава белег на еден изразен холистички пристап во процесот на поучување и учење. И овде се повикува на една позната мисла на Жан-Жак Русон назад кон природата. Од природата излегавме, од природата се враќаме. Ова е типичен пример за тоа. Карактеристично за ракописот, кога ќе пораснам и јас сакам да видам како Карло, е тоа што читањето, по наводници, на илустрациите е лесно и разбирливо, затоа што тие потекнуваат од реалниот живот на детето денес, а не од виртуелниот свет кој доминира во неговото обкружување. Од техниката и од технологијата. Го води во светот на флората и фауната до богатиот живот на село. Тоа ја потикнува любопитноста на детето за другата страна на реалноста, природата, од која е дел и само за дете, едноставноста и користа од животот и работата на село. Тоа го прави ова дело целосно функционално за поттикнување и формирање на вистинските вредности и норми, како што се формирање на работни навики, чување на природата, развивање на еколошката свест, самостојна работа, како и позитивни човечки особини, самопочитување, активност, истреност, доследност. Целокупната поставеност на содржините сега во ракописот го следат дидактичкиот принцип на прилагоденост кон возраста на детето и во текстуалниот и во илустративниот дел. Текстовите се разбирливи, римувани, содржински интересни и блиски, изразувајќи случување и настани од непосредната околина и секојдневната реалност
сватливи и близки за детето. Ова е инструмент за поведување и функционално средство во светот на читање и припишување.